повторно сме во живо во студио 1. Малку програмата ни се измести термините, така да од екологија се префрламе на она што деновиве би рекол на некој начин повторно ги вознемири граѓаните на Македонија. Тоа е однесувањето на навивачките групи. Овој па тоа беа навивачката група Балисти со скандирање погрдни зборови и говор на омраза на низ улиците на Тетово. Тоа повторно не врати во времињата кога навивачките групи и меѓу себе се напаѓа, па и се судира, имаше инциденти и уште еднаш се покажа дека многу говор на омраза има кај овие млади луѓе. На почеток предлагам да го погледнеме прилогот на колегата Сладжан од спортската редакција, кој разговараше со представник на војводите од Тетово, со представник на Балистите се договараше, но очигледно дека представникот на крај го ескивираше со тоа дека е во полиција, па ваму сум, па таму сум, ќе се чуеме, нема да се слушнеме. Разговараше и со Министерството за внатрешни работи, кои што му рекоа дека ги помириле, си подале рака, работат на тоа да ги смируваат страстите, но да не раскажувам се, прво да го погледнеме прилогот на Сладжан, а после ќе разговараме со гостинот, тоа е Иван Анастасовски, продекан на ДИВ. Добро вечер, само да ви кажам. И да ве поканам да погледнеме прво, инаку знаете за што се работи. Апсолутно. Ширење на говор на омраза, националистички пароли, непримерно скандирање и вулгарни пораки се уште се актуелни наменито на навивачките групи во Македонија. Иако години наназад државата се обидува да го спречи недоличното однесување на трибините, никако да дојде до завиден резултат. И натаму сведочиме за мизерното однесување на трибините, омразата кон противничката навивачка група, а како солна рана се надпреварите кога во прашање се навивачки од спротивна национална припадност. Последните действија кои привлекува огромно внимание во јавноста се поврзани со навивачките групи од Тетово, Балисти, приврзаници на ФК Шкендија и војводи верната публика на ФК Тетекс. Работите во Тетово ескалира изминатиот викенд кога на мирната, без ниту еден инцидент, прослава на војводи по повод 30 годишнината од основањето, навивачите на Шкендија ден потоа одговорија со дефиле низ градот во пресретен надпреварот против Шкупи, при која извикуваа националистички пароли, скандираа УЧК, а употребија и физичка сила врз кафуле во кој беа присутни гости од македонска националност. Откако инцидентот зема замав во медиумскиот простор, се активираше МВР и во соработка со СВР Тетово организираше заеднички состанок со припадниците на двете навивачки групи, на кој беа договорени мерки со кои во иднина би се спречиле ваквите инциденти. Како поминал состанокот и што полицијата ќе превземе во иднина, еден ТВ доби одговор од МВР. Имавме средби на ниво на СВР Тетово со навивачките групи Балисти и војводи и со нив е разговарано и договорени се мерки за соработка во иднина и соработка меѓу навивачките групи. Се со цел тензиите да се намалат и да нема веќе вакви инциденти како што имаше во текот на викендов. Тие изразија сериозна подготвеност, значи да се за идна соработка, дури и за заедничка средба на која што ќе се констатираат сите проблеми кои што ги имаат и за да се надминат за во иднина да немаме ваква ситуација. Министерството за внатрешни работи и на обука на своите полициски службеници. Во теке оваа недела привршува обуката која што е во соработка со француската амбасада за управување на спортски надпревари. Исто така се работи и превентивно со сите тие навивачки групи, се разговара со нив, се со цел да може да се
да се превенираат било какви проблеми. Сепак, навивачката група на Тетекс Популарните војводи денеска со соопштение преку социјалните мрежи ги демантираат наводите на МВР за евентуално помирување со навивачите на Шкендија, односно подавање рака со балистите. Меѓу другото, во соопштението велат дека не може да дојде до помирување, се додека балистите не одговараат според законите за направените инциденти, се додека скандираат голема Албанија, УЧК, го навредуваат македонски народ и се додека не им се забрани името балисти. Еден ТВ бараше одговори во Тетово за односите меѓу двете навивачки групи. Соживот, значи соживотот на стадион не може да се мери соживот на стадион или соживот меѓу фудбалски клубови. Се знае, соживот може да се има за бизнис, да ида кафе да пија, а соживот на трибина не може да има. Абе види, навијачи во Македонија ги држа у тоа, у бурек. И кој треба нешто да се исценира, ајде ќе ги извадимо сега комети. Ајде сега ќе ги извадимо балисти и све тоа после говор на омраза, као нешто за нешто да заскрија, ги става навијачите напред. Овде у Тетово, значи говор на омраза има од кој е формирана Шкендија, Македонија, Албанија првата утакмица овде и ја мислим дека тоа никад нема да престане. Политиката пробува, значи се меша у навијачките групи. Они можа, ти кажав, они си града соживот за тендери, за бизниси, они си града соживот. А соживот меѓу навијачките групи, значи македонци и албанци, не може никад да има и говор на омраза, значи ќе си остане. Ние може да глумимо лудило колку сакамо, ми е соживот, сега ќе идемо, ќе отворимо школата, нека има соживот, нема, друго е на стадион и на улица, друго е у парламент, кај што кешираа пари. Иако еден ТВ се обиде да разговара со предводникот на навивачката група балисти, бевме договорени, сепак на крајот останавме без одговор. Ако ништо друго, може слободно да заклучиме дека говорот на омраза, националистичките пароли, недоличното скандирање и вулгарните пораки уште долго нема да може да се искоренат од трибините во Македонија. Да, тоа беше прилогот кој го подготви Сладжан Ивковиќ за последните случувања во Тетово, неубави случувања на тетовските улици, говор на омраза. Господине Анастасовски, јас ве најавив како продекан на ДИВ, но вие, меѓу другото, сте и еден од оние што го изработија законот за спречување на насилство и недостојно однесување на спортските надпревари. Заеднички констатиравме, додека одеше прилогот, дека тука има класичен говор на омраза и секој пат на трибините е присутен тој говор на омраза. Ја она што го видов, првим благодарам на поканата уште еднаш, и она што го видов и од вашиот прилог кој беше навистина содржаен, видовме изјава на официјален представник, од војводите, како се од МВР, и потоа видовме изјава на човекот реална. Така најотворено кажано реална, како он кој е навивач ги доживува тие односи. Дека соживот на трибини нема. Тука е малку суров, мислам дека коментарот беше малку суров, може и тоа да се направи, никогаш не треба од ништо да се откажуваме. И сега кога говориме конкретно за ова што се случи, ова вокабуларот на таа навијачка група. Добро, ама ова не беше на трибини, ова беше на улиците на Тетово. Тука е клучниот момент, ова вие што го цитиравте, законот кој го донесовме во 2004 година во парламентот. Значи тогаш предвидовме врз база на еден настан кога дел од македонската публика, одредени групации го запалија знамето на Англија во Скопје, на тогашниот градски стадион. И имавме средба со Дейвид Камерон, кога тогаш беше само еден од партениците на конзервативната партија, кој беше голем пријател на Република Македонија, кој рече дека тој вандалски чин не ја коректизира вака или онака. Ние тоа го свативме во парламентот многу сериозно и пристапивме за да го решаваме проблемот на тој начин. Национализмот, говорот на омраза, вандализмот, бидејќи од една страна вие преку тие пароли сакате да навредите некој. Да. По било која основа, ако сакате, расна, верска, национална, колоритна, сакате да го навредите другиот. Спортот не проповеда тоа. Спортот не се формирал за да некого навредува.
туку напротив да ги држи луѓето заедно. И сега од една страна, мене ми е жал, барем ја така чувствувам од мојот аспект, дека секогаш кога државата има некои турбуленции, веднаш она што кажа и самиот навивач, навивачките групи мислите ги злоупотребуваат и политичките партии за ги става во функција. За жал, тоа е според мене што ја направив едно истражување кај што учествуваше навивачката група на балисти. За жал дека таму се регрутирани голем број на млади луѓе кои ризикот и не им е пресметан и многу лесно влагаат во ризици и прифаќаат повеќе адреналин. Апсолутно. Да. И прифаќаат да вршат навреда или говор на омраза, особено не размислувајќи национализмот. Да. И сега ние неколку пати преку Фудбалската асоциација на Македонија апелиравме до УЕФА, куќата која има големи кампањи за расизам, национализам и ред други работи, дека на овие простори доминира национализмот и мора да се внимава на сето тоа. И ние кога тргнавме групата на она што беше интересантно, во групата на пратеници која го работевме законот беше и сегашниот премиер, господинот Зоран Заев, дури и претходниот ваш гостин, господинот Јани Макрадули, го тогашен пратеник, имаше независни пратеници и во еден период ни се приклуча и пратениците кои тогаш беа во опозиција. Значи ние околу ова прашање во парламентот постигнавте консензус, што испадна многу добро и тој беше донесен апсолутно од сите групи кои беа внатре застапени. И законот во таа фаза, таа година пред се движеше како превентивна мерка за нешто што нам ни се случува. И во самиот закон, ако добро го се гледа, во една од главите, во членот 6, стои превентивни мерки. Дури законот дава превенцијата што значи? Работи ли некој со навивачките групи? Па ве гледате, тоа го кажувате. Полиција не може, полиција на крај кога ќе го направат тоа репресија. Репресија. За да не дојдеме до тој момент на репресија, ние со закон предвидуваме превентивни мерки. ФФМ тука уклучена ли е да работи со мора да биде вклучена, верувајте. Самата Европска асоциација резултати нема. Знаете зашто нема? Ја она што го знам од моето искуство, еднаш се обидовме да ги седнеме на навивачките групи помеѓу себе, на маса. И гледате како самата реакција на гостинот кој беше во прилогот е веднаш дека тоа не може да се направи. Да. И логички е дека прво кај навивачките групи прават обдрмен механизам и не сакаат да разговараат. Само ќе ви кажам еден мој пример кога работевме за мојот докторат на навивачките групи во Тетово со балистите. Ја отидов со тогашниот претседател на фудбалскиот клуб Шкендија. И влеговме на стадионот пред надпревар да направиме анкетирање на групите, на нивната група. Добро. Дојдовме кај лидерот, тој веднаш почна мене да ме напаѓа. Каур, ама на албански. Зашто си дојден и председател на Шкендија си замина. И потоа ја во еден момент бев исплашен, но со дечкото почнаме да разговараме и после вика не, ние немаме ништо против вас, имаме против него. Ја викам, ја не дојдов со него, дојдов поради вас, ми треба одредени информации. Ние не сакаме вика да го владееме јазикот, ги направивме на албански и земавме од 110 испитаници од кај нив многу релевантни податоци за тоа што се случува на албанскиот јазик. Значи не е проблем јазикот ако ние треба да доеме и научно да подкрепиме одредени сознанија кои се од терен. Она што го слушнавме навивачот. Затоа кај него како срце да доаѓа тоа. Без оглед дека он тврди дека тоа не може да се направи, групите не може да седнат заедно. Да, во првиот момент тие не седнуваат заедно, но ако бидеме упорни и ако државата упорно работи на тоа, особено министерството, а верувам дека тоа го прави, ја сум убеден дека ќе доеме до резултати. Зошто? Ако работиме превентивно и им објаснуваме на групите дека нивната поддршка на клубот е за да го подигнат и бодри клубот, а не за да го навредува другиот кој е дојден од друга националност или друга вера или било како. Нивната улога во тој клуб, во спортот, во наивањето е да му даде мотив на клубот да игра подобро, на играчите, а не да дојдат на стадион и тие да го навредуваат другиот кој нема врска уставно со самата игра. И сега тука преку фудбалот, особено бидејќи е многу популарен, многу лесно можете да испратите пораката. Се испраќа порака ваква, преку и се социјални мрежи имат, може да се сликаат, се испраќа порака каде што се навредува по национална основа. И она вие што го видовте и го констатиравте, не е на спортски настан, не е на самиот стадион. Туку тоа се случува надвор од стадионот. Ние во законот тогаш, 2004 година, предвидовме 2 часа пред надпревар сите активности кои ќе се случуваат за време и 2 часа после надпреварот.
Понатака, државата Што 2 часа да се мери однесувањето на групите 2 часа пред да започнат преварот и 2 часа од кога ќе заврши. И самиот надпревар. Потоа ние земавме уште неколку искуства од Италија, од Англија, од некои други држави. И државата потоа свати дека треба тоа време да биде уште поекстензивно, да го мери во поширока во повеќе сати. И гледате, тие прават хаос надвор од стадионот, на улица и преку тоа ја испраќаат пораката до другиот и го навредуваат. И сега тука да видим, тоа е вандализм, да се разбереме. И тука има веќе основи и самиот закон, овде, лекс специалис закон кој го цитиравте, на почетокот казните беа многу мали, од 1000 до 1000 денари, нешто незначително, кога свати државата дека национализмот во спортот зима големи размери, 2 пати се менувани казнените одредби и се казнува навредата кон другиот денеска дури од 500 до 1000 евра. Тоа е она што го предвидува законодавецот. Дали на терен службите констатирале, истражните органи тоа го детектирале и го ставиле го процесуирале, ја тоа не можам да го кажам. Да. Затоа си постои податоци. Но тоа е токму моментот кога ние треба да ги казниме тие. Државата говори. Но како да ги убедиме и политичките партии да не ги манипулираат? Евидентно е дека во многу се инволвирани и политичките партии во овие навивачки групи. Ја мислам дека денеска во парламентот има двајца представници кои се дел од навивачките групи. Сега не знам дали се еден од Комита, другиот дали од Балиста или од некој друга навивачка група, но значи тие се репрезенти веќе на времето биле навивачки групи, не знам дали денеска се идентификуваат. Мислите на Тарчуловски и на... И мислам дека и Владко беше приматник на Комити, дури и едниот од ДУИ, мислам дека беше припадник на едната група кога имаше еден инцидент. Значи превентивата треба да ја има и кај политичките партии, дека не треба да ги злоупотребуваат и да ги разгоруваат омраза на национална основа. Мислам, зашто имаме потреба или зашто навивачките групи имаат потреба да го навредуваат другиот? Дали преку тоа размислуваат ли тие трезвено, дали преку тоа му помагаат на клубот и на спортот? Да. Апсолутно. Прво му штетат и од друга страна му штетат и на имиджот на самата држава. Сепак тие се граѓани жители на Република Македонија. Нивното однесување кое јавно се манифестира, не знам дали луѓето сваќаат дека верижно сите нас не оквалификува во меѓународниот фактор како такви, а не сме такви за жал. И сега, ако ние не превземеме, ако државата не превземе никакви санкции кои се пропишани, тогаш самите групи земаат уште поголема моќ. И тука доаѓаме до она што ви реков на почетокот, регрутирањето на поединците во групите се врши на тој начин да тие одат во младата популација, која крвта им врие, како што рековте, адреналинот им е на повисоко ниво, ризиците им се помалку пресметани, и тие се спремни особено за лидерот на групата, верувајте, особено во албанскиот кампус кога го правевме истражувањето, да загинат. Значи до тој вулгаризирам до тој степен, до толку го следат, се верни на лидерот. Апсолутно. И тие мислат дека тоа што ќе им каже лидерот дека тоа е главното. Меѓутоа, партиите ја сакаат таа популација за избори. Да не се лажеме. Потребно им е за избори, за гласови, за сето тоа. Би сакал и апелирам да се обиде политиката да ги остави на страна, тоа е едно, и да се обиде политиката, значи да ги спроведе она што ние сме го предвиделе во законот. И е на 2 пати, 11-та, 14-та променето, државата сватила дека мора да ги покачи казните, мора да биде поригорозна. Апсолутно. Но замислите вие сега некого за ова што вие ги имате луѓето тие самите се сликале на некој начин. Значи, ако ги детектирате и ги казните врз мерките кои ги предвидува, казнените одредби кои ги предвидува законот, тогаш доаѓа од 500 до 1000 евра, вие можете да казните еден поединец. Добро, поединецот која плати он казната, ама ако има позадина... Тогаш на работодавецот треба да одиме према него. Треба да се движиме према него. Господин Анастасовски, колегава Александар веќе е подготвен на пултот за вести. Јас мислам дека имаме уште многу да зборуваме, но ќе има и друга прилика. Ви благодарам на учеството во вечерашно во Студио 1. Александар,